Проблеми со акумулациите и водоснабдувањето има насекаде. Не е важно кој е виновен, времето или менаџирањето. Патот кон пеколот е поплачен со најдобри намери, особено кога тој што е одговорен ке признае, па половина му се простува. Знаеме го проблемот што во некои моменти ни излегна работата од контрола. Ние свесно направивме некој превид, да не речем, некои грешки. И тоа пак ќе кажем, со најдобра намера го направивме се тоа. Може би е до топлото време, може би до нешто друго, но советниците и службите по општините навистина си мачат мака. Брзајќи да стигнат на седница, ни сватиле дека залудно трчале кога останале без документи. Ама добро е, барем се можни хокеарски измени за да се направи кворум. Столян, извиним, јас контактирах службите на детето го оставиле и на жените материјал. Јас се ви дома, без всеки ден што ставаме, јас се извинувам. Чисто да знаеш. Тања имаше потреба да оде приватни обврски, хитни не одложи, значи ќе почекаме. Па она сака да се оде. Според расположливите податоци, не важат за некоја особено успешна спортска средина. Но ако се има предвид интересот за рекреација на виничани, тогаш кулчарството е најновата и најдобра дисциплина која ја развиваат. Секој има во Виница клучи од спортска сала и овој заклучи, друг му разбие, трет заклучи и разбие. Значи, не функционира како што треба. Гевгелија е позната по спортските резултати на женскиот ракометни и на машкиот фудбалски клуб за Гинис, ама и политички се игра само на еден гол. Во таа викторија, нормално е да нема место за противничкиот табор. Дури до таму сте оделе, дури не се стави ни еден член. Вие страх да не она што ќе го дискутирате на комисијата да не се пренесе. Не ме е јасно зошто, која е основната причина да нема ни еден член од опозиција. Ништо поарно не е ниту во други општини, само таму не се зборува отворено. Тие што сакаат да говорат без ракавици, многу бргу го спуштаат од гардот. Јас не знам реплика, затоа што гледам дека сите се праиме удрени. И на крајот, кога секи се стави под цртата. Граѓаните се уморни од мене и од вас, и од СДСМ и од ВМ. Граѓаните се уморни од секојдневна политика. И треба да се олабави со секојдневната. Време е за несекојдневна политика. Се нарекува културно лето.